Пред се добар ден и поздрав до редакцијата на порталот Преспана. Од тука од местноста наречена Горица, во близина на Преспанскиот крст и на црквата Свети Петар и Павле, која е веќе позната долги години за јавноста. Се наоѓаме тука на ски патеката, каде што постојано присуство имаме на младите и една авантуристичка идеја која излезе од Сдруженијето на граѓани на Подмочани. Во идејата доаѓа од тоа што во минатото имаше обиди и традиција за скијање во ова населено место. Во минатото на еден традиционален начин предходните генерации пред 50 години скијале тука, се санкале тука со условите кои ги имале во тој период, меѓутоа нивниот ентузијазам и развојот за спортот се обидувале на секој начин да го заживеат ова место и функционирало уште пред 50 години. Во 2012 година група на ентузијасти предводени од Марио Кечуловски и останатите со него кои живеат во ова населено место го направија првиот обид за жичаре и функционираше во 2012 година со посетеност од повеќе села и општината Ресен во местноста Горица. Идејата, откако стапивме како активисти во Сдруженијето на граѓани на Подмочани, 7 мина кои членуваме, меѓу кои јас како преседател на тоа сдружение и останатите членови во тоа сдружение, предводени од идејата и авантуризмот на Марио Кечуловски, децата кои имаат исто и носат таква идеја во ова село. Мојата идеја беше да се направи еден ски лифт во овие услови и еве како што гледаме го имаме тој ски лифт, имаме патека негде од 150 метри. Понатака ќе продолжиме да ја прошириме таа патека. Има услови да се направат планински куќи тука, за да има услужна дејност во однос на развој на туризмот, да имаме се поголема посетеност. Во овај период, во месец дена веќе имаме посетеност, меѓутоа за наредната зима процентот на посетеност на луѓе кои ќе доаѓаат тука да се скијат, мислам дека ќе биде поголема доколку се направат услови повеќе услови за развој на зимскиот туризам, со тоа што имаме во предвид и во план да направиме планински куќи каде што ќе може да има услужна дејност во однос на пијалоци, храна и така натака.
Инаку, овај проект мислам дека треба да се продолжи и во период кога немаме снег, со снежен топ, кој сум сигурна дека ќе го набавиме, за да можеме целата зима во периодот на зимскиот период, кога нема снег, да можат да се скија на овај терен. Меѓутоа, сега условите, иако оваа година немавме многу снег, меѓутоа така е поставена патеката северно и се задржува снегот подолг период, што ни овозможува да имаме голем број на посетители. Околу ски патеката мене ми представува едно големо, огромно задоволство на кое се нафативме, еве јас како универзитетски професор, сакам младите постојано да бидат активни, посебно во периодот кога не одат на школо, да не седат покрај компјутерите, да имаат една социјална игра, колективна игра, да се развива психофизичкиот развој, бидејќи предизвиците на 21. век се помалку и помалку имаат физичка активност, развојот на интернетот како една технологија ги закржлаве физичките активности на децата. Значи, што ни е пентата? Колку повеќе физичка активност на младината, толку повеќе психофизички здрав развој. Може. Ски патеката во Подмочани се наоѓа на оддалеченост од главниот пат, односно регионалниот пат кој води од Ресен према Долнодупен и граничниот премен Маркова нога, на километар и пол, со што можат луѓето да дојдат со кола од таа страна, од самиот главен пат, од страната на западниот дел, и исто така можат да дојдат низ патот кој води до крстот со кола, значи негде километар и пол. Инаку, Сдруженијето на граѓани на Подмочани ќе се обрати до државните институции да видиме колкава е нивната заинтересираност за развој на овај зимски туризам. Посебно ќе се обратиме до Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија, доколку наидиме на разбирање и заинтересираност, за да можеме да ја продолжиме оваа патека негде од 350 до 400 метри. Има услови, има начин како да се продолжи оваа патека, меѓутоа досега сето ова што го правиме со наши финансиски средства. Инаку, покрај тоа што ќе се развие зимскиот туризам на ски патеката, тука секоја недела имаме посетеност на луѓе кои доаѓаат да ја посетат црквата Свети Петар и Павле, и постојано има луѓе кои го поминуваат својот викенд на пикник тука. Имаме услови, има парк кој ги задоволува потребите, клупи за седење, вода, фурна за да можат да направат скари и да му возможи целосно задоволство покрај скијањето и дружењето во објектот тука и околу објектот на Свети Петар и Павле и ски патеката. Нашата цел е да многу проекти се направија во Подмочани за неколку месеци, во 5-6 месеци. Ние направивме и еколошко чистење на местноста Подмочани, каде што учество зедоја сите жители на ова село и се ичисте целото село, значи од аспект на екологијата. Се посадија самници, негде 200 самници околу кеот на реката во Подмочани. Потоа имаме во план да изградиме за исто така во лето да можат да се занимаваат со спорт насред село, со кошарка, со мали игралишта за децата за фудбал. Потоа направивме исто така долу на сред село пинг-понг, каде што секоја вечер се дружат таму, играат пинг-понг, доаѓаат од сите населени места во околината тука и се дружат младите покрај оваа ски патека. Значи, нашите проекти се за во иднина големи. Се надевам како што успеавме оваа ски патека да ја направиме, ќе направиме и други игралишта, и можам да кажам дека тука може да се направи и во иднина планираме од Света Петка црквата до Свети Петар и Павле да можеме да направиме и велосипедска патека. Значи, не само зимскиот туризам, него и развојот на летниот туризам. Подмочани е урбано село, Подмочани било во минатото
Јас се обидувам и со универзитетскиот професор Гоце Митревски, кој исто така член, 20 универзитетски професори сме во ова здружение, да направиме монографија за Подмочани во минатото, сегашноста и иднината. Зошто ја нарекуваме таа монографија во минатото? Затоа што Подмочани во минатото бил административен центар со своја општина, во сегашноста исто така доста функционира од аспект на повеќе дејности. Подмочани едноставно живо село, урбано село, каде што живеат голем број на млади. Во последните 30 години немаме иселување на младите, постојано се присутни тука, ги овозможува сите урбани услови за живот и затоа сметаме дека спортските активности и во минатото, и во сегашноста, и во иднината треба да останат синоним на Подмочани. Нашите проекти се визионерски, имаме ентузијасти, имаме авантуристи, доколку се има визија, доколку се има идеја, можеме да функционираме во општеството од социјален, економски и културен аспект и нашата цел е таа. Имаме поддршка од местното население, секогаш се одзвива на нашите активности и вложува напори да станеме познат туристички ски центар.